И точно во 8 часот и 54 минути се враќаме назад во студиото на Алфа телевизија. Во живо секако си продолжуваме со последниот разговор предвиден за ова утринска емисија. Добро утро секој утро. Денеска 17 ноември е и меѓународниот ден на студентите. За таа цел ќе зборуваме со Камелија Јаневска, која што е извршен директор на Сдруженијето на граѓани Младите можат, кој што во своите редови ги има студентите, односно во ова Сдружение Младите можат членуваат лица, млади лица, од 16 до 29 години. Камелија, добро утро. Добро утро. Благодарам што ова утро издвои време и си заедно со нас, со нашите гледачи, да го одбележиме сепак денешниот меѓународен ден на студентите. Кај вас кажав, членуваат лица од 16 до 29 години, опфаќате и студенти, па нека им е честит денешниот ден, иако сме во една колоквиумска недела. Предпоставувам учат, можеби не гледаат во моментов, ама ете, нека им е среќен денешниот ден. Доаѓаш од Сдруженијето на Младите можат, кое што постои веќе 16 години, значи не сте нови, ние сме снимале, сме соработувале со вас, ама еве за почеток една лична карта, кој му се цели активности на Сдруженијето Младите можат. Така, пред се ви благодарам на поканата. Нека е честит меѓународниот ден на студентите. Младите можат, како што испомнавте, постои 16 години и од самиот почеток е формирано со цел и со мотото од млади за млади. Во самите активности и цели на Сдруженијето е насочување кон личен развој на младите преку младински активизам и преку вклучување на младите во неформалното образование, најчесто во вид кај нас во организацијата како врснички едукатори. Понатаму ги поттикнуваме младите да се вклучат во градење на политики, односно градење на младински политики, да бидат активни граѓани и секако да се информираат и да ги знаат своите права како млади граѓани во општеството. Понатаму ги поттикнуваме младите да превземаат иницијатива, да ги кажуваат своите ставови и мислења, ги поттикнуваме да креираат работилници, да размислуваат проактивно и да бидат едноставно креативни во процесот и да се забавуваат. Можеби најдобро се учи кога младите учат од младите, односно кога земаат примери од своите врсници. Убаво го кажува Камелија. Одат и фотографии, можат гледачите да видат дел од вашите активности низ години низ овие 16 години. Кажавме дека Младите можат е наменето за лица од 16 до 29 години, млади луѓе, опфаќа дел од средношколците и секако оние лица кои што се на студии. Како може секој млад човек да ви се приклучи на вас? Како може да биде член на Младите можат? Секој млад човек може да се приклучи преку повици кои што ги објавуваме на нашиот Инстаграм профил Youth Can. Таму можат да најдат. Ние често објавуваме повици каде што бараме волонтери, младински работници, да обучиме младински работници. Имавме и многу убава прилика да обучиме студенти по психологија за врсничка едукација, така што можат да најдат и да се вклучат преку отворените повици кои ги објавуваме. Теков ново месец. Значи младите ги следат социјалните мрежи, повеќе гледаат, повеќе се на социјални мрежи отколку што следат телевизија. Сега она што е значајно за вас е тоа што работите на проекти. Да кажеме, почнати се или ќе почнат овој месец 3 проекти, тоа е Social Day или социјален ден, Start It Up или почеток на македонски и Joyful Minds или, како ги нарековме, среќни, весели умови. Ајде да си ги објасниме овие проекти дел по дел, да почнеме прво со Social Day или социјален ден и за кого е наменет. Така. Social Day, гордо можам да кажам дека веќе 6-ти пат поред се одржува, и односно Solidarity Action Day, каде што праќаме млади луѓе во компании да изработат еден целосен работен ден и да добијат дневница за тој работен ден од страна на компаниите со кои што соработуваме. И таа дневница младите ја донираат во фондот што го имаме за Social Day и врз база на тоа
нели со собирање на средствата во фондот, тие пари повторно се реинвестираат во младински иницијативи и младински проекти. Значи, од младите за младите. Од младите и за е младите. да видат како изгледа еден ден на работа. Така. Исто е наменето и за средношколци од 16 години, Да, така? така. Овој проект веќе вие почнате, така, овој месец. Да. Како се аплицира, како може да дознаат кога ќе се одржи социјалниот ден, дали знаете? Да, така, значи тој ден ни е предвиден во месец април да биде, меѓутоа повикот за да се вклучат младите ќе биде сега во месец декември. Значи треба да пратат на социјалните мрежи на Инстаграм. Така, Тука на се Инстаграм. си е објаснато како што треба да се аплицира документи, претпоставувам така. Да. Ете така. Вториот проект на кој што работите е Start It Up, така? Така. Или некој нов почеток. Сега овој проект е наменет за студенти, за лица, за млади луѓе од рурални средини, така ако добро разбрав. Така. Овој проект е доста интересен, бидејќи се насочува да ги обучиме пред се младите од руралните средини. Со особена целна група ни се млади девојки од руралните средини, да можат да се стекнат со знаење и вештини за да можат да отворат сопствен бизнис и да можат ако можам да наречам, да си ја обезбедат иднината. Ќе се состои од 5-дневен тренинг, каде што ќе обучиме 20 млади луѓе од руралните средини, како да прават финансиски план, како да менаџираат со финансии и секако ќе ги запознаеме со дигитални алатки кои што можат да ги употребуваат. Потоа од тие 20 млади лица, 8 од нив ќе имаат можност, нешто слично како Social Day, да одат во компании и да учат, да стекнат искуство, кое што ќе подоцна нели ќе го применат во рамки на својот бизнис. Секако ќе бидат менторирани од страна на стручни лица кои што се веќе влезени во приватниот сектор, имаат сопствени бизниси, ќе им даваат насоки, ќе им помагаат за се тоа да тече кохезно и слеано и да успеат. Кога се подготвувавме за разговорот, пред да влеземе овде, она што е за овој проект да се напомене е дека тие не треба да бидат вклучени во образование, така како што разбрав? Да, таргет групата е млади од рурални средини кои што не се вклучени во образование и кои што не се вработени. Кои што не студираат, значи, Да. кои што претпоставам средно мора да се заврши него, Да. кои што не се на факултет во моментот и кои што не се во работен однос, така? Да. И сепак се до 29 години. Така. Тие може да аплицира. Дали овие обуки ќе бидат бесплатни? Да. Овие обуки се бесплатни и се наменети со цел да им го дадеме соодветниот почеток на младите и таа почетна точка како да се насочат за креирање на бизнис и како да раководат со тој бизнис понатаму. Дали овие млади луѓе ќе треба потоа од кога ќе ја добијат оваа обука да се вратат назад во своето место на живење или треба да може дали е дозволено да дојдат во Скопје или во некои од поголемите градови? Како ви е замислено? Идејата е да се развијат и руралните средини, така што младите во своите локални заедници ќе ги формираат тие бизниси. Се со цел и руралните делови во нашата земја да се развијат и да заживеат, така е. Супер, одлично. И ни остана уште еден проект, а тоа е Joyful Minds, или весели, срекни умови. Тој проект стартува на крај на ноември, така беше? Или? Да, веќе почна, тоест, од почеток на ноември е започнат, меѓутоа е малку подолг проект, бидејќи има многу елементи во него, ќе трае 2 години, меѓутоа главната идеја е да соработуваме со земји од странство, соработуваме со Босна и Херцеговина, со Албанија и со Хрватска, тоа се организации од тие земји, каде што работиме сите заедно на еден протокол за терапевски алатки и пристапи, каде што се користи позитивна психологија и преку хумор да можеме да го негуваме своето ментално здравје и да работиме на своето ментално здравје. Во рамки на проектот ќе се обучат млади лица, наставници и секако ќе бидат вклучени и психолози.
Идејата е да во секоја земја ќе се обучи даден број на младински работници. Во нашата земја ќе бидат 15 младински работници, кои што потоа по обуката ќе имаат можност да спроведат по 5 работилници во избрани училишта, токму на темата позитивна психологија и да ги применат тие терапевски алатки што ги научиле на самата обука. Сега, важно е дека ќе бидат овие работилници, ќе се применуваат во средни и во основни училишта, така ќе ги опфатите малце и пониската, не од 16 години, туку малце и пониска возрастна група. Каков е интересот на младите да учествуваат во вакви здруженија, да членуваат? Конкретно кај вас за вашето здружение Младите можат и кои се придобивките? Значи, зошто младиот човек да дојде кај вас и да членува? Што ќе добие од тоа? Така. Пред се има доста заинтересираност, сега во зависност од тематиката која што ја работиме, ние оставаме простор секој млад човек да си избере тоа што му е блиско до срцето и што го интересира да го избере за да се вклучи. Меѓутоа, придобивките се пред се за личен развој. Младите имаат можност да научат меки вештини кои што на долгорочен план, кога ќе се вработат понатака и кога ќе бидат во тој еден свет, ќе им бидат многу потребни, како што се комуникацијски вештини, особено и презентацијски вештини. Ние ги подготвуваме со тие меки вештини за да може да се снајдат во средини каде што не им треба некоја конкретна вештина од професијата, туку да знаат како да се однесуваат во секој разговор, да знаат како да пристапат и да знаат пред се како да се представат себе си. Работите со помали групи на млади луѓе или тоа се поголеми групи? Например, 10, 15, 20, како ви се замислени тие работилници кои што кога ќе тргнат проектите? Така, како што напоменав, значи во првиот проект што е со руралните средини предвидени ни се 20 млади да бидат обучени, додека пак со Весели умови или Joyful Minds 15 младински работници од нашата земја ќе бидат обучени. Да, Камелија спомена соработка, имате соработка со младинските организации од Балканот, Хрватска, Босна и Херцеговина и Албанија. Претпоставувам дека имате и соработка со останатите младински организации овде во Македонија. Можеме да споменеме некои од тие соработки и колку ви е важна соработката на вас младите, колку ви е важно комуникацијата, дружењето, колку е важно да се членува во тие младински организации? Така, особено е важно меѓусебно да комуницираат и да соработуваат младинските организации, бидејќи пред се сите работиме за младите и сите сме насочени да им помогнеме на младите и да работиме на нивниот личен развој. Ние соработуваме со доста организации, еве ќе ги спомнам и ќе ги поздравам ЛИД со кој што делиме и канцеларија. Во рамки на Националниот младински совет ние сме членови. Постојано соработуваме со организации, се консултираме меѓусебно, особено кога е за на тема на младински политики, сите меѓусебно се советуваме и даваме Да, така е. Организирате во нистекот на овие 16 години, сигурно се организираат и тимбилдинзи, кои што се многу важни, поготово за вас младите. Важно ви е и покрај тоа што се едуцирате, што добивате многу информации, нели, без разлика дали од која област, нели? Важно ви е и дружењето. Претпоставувам дека на тие тимбилдинзи подобро да се запознаете и важно ви е да си излезете, нели, малку и претпоставувам и забави се организираат, тие младински забави. Колку се важни тие тимбилдинзи? Многу се значајни, бидејќи динамиката на тимот кога е во работна атмосфера е многу поразлична за разлика од тие тимбилдинзи. Кога е во поопуштена, во неформална атмосфера. Точно, да. И тие тимбилдинзи ни даваат за можност не само што да работиме, туку и меѓусебно повеќе да се запознаваме, да се зближиме и самата блискост потоа ни овозможува многу да бидеме подобри во работата и многу подобро да се согласуваме во самиот процес на работење. Од кои профили најмногу имате членови кај вас? Дали се тоа од психолози, од тие факултети, психолози, социолози, медицинари? Така, да.
Сега во последно време, особено бидејќи доста имаме развиена програма за ментално здравје, ни се има вклучено студенти од психологија. Меѓутоа, најмногу средношколци ни се вклучуваат, доста се активни, сакаат да волонтираат, сакаат да бидат двигатели на промени, имаат едноставно некоја посебна енергија во работата. Средношколците? Да. Камелија, имате ли практика да посетувате училишта? Поготово средни училишта, бидејќи нели таа е таргет групата од 16 години. Дали низ годините ги посетувате училиштата, средните, и како може овие помладиве генерации да дознаат кај вас, за вас? Ако не може да, ако некој нема достапност до Инстаграм, вие сте само на Инстаграм активни или сте и на останатите социјални мрежи? Да, и на Фејсбук сме, имаме и наша веб страна. А дали имате теренски активности, дали например одите од училиште до училиште, па сепак така да дознаат младите за вас, поготово од средните училишта? Така, да, оваа година на почетокот на оваа година, односно, имавме теренски активности за тренинзи за врснички едукатори низ цела Македонија. Обучувавме средношколци да бидат врснички едукатори на тема ментално здравје. Доста многу млади имаше заинтересираност, особено од другите градови. Секој млад човек што беше вклучен спроведе врсничка едукација во рамки на своето училиште. И на некој начин соработуваме со училиштата низ цела Македонија и веќе не познаваат, дури и сами не прашуваат кога ќе има следен повек, кога ќе имате наредни активности. Заинтересирани се училиштата и сакаат да се вклучат и да ги вклучат средношколците во... Значи, активни сте на територија на цела Македонија, не само во Скопје, си имате ограноци, предпоставам, има кој град е најактивен, освен Скопје? Ајде, Македонска Каменица ќе ја издвојам сега конкретно за врсничките едукации. Браво. Тука сме веќе при крај на денешното издање на утринската програма, бидејќи денеска е меѓународниот ден на студентите. Како човек кој што доаѓа од една младинска организација, јас ќе те замолам една порака за крај, за врсниците, за твоите врсници, за студентите, еве што би им препорачала како млад човек. Млад човек за млад човек. Така, би им препорачала секогаш да бидат упорни, да ја наоѓаат мотивацијата на места каде што мислат дека никогаш нема да ја најдат, да бидат креативни, да бидат отпорни на промени и да се гордеат со тоа што го постигнале, па макар и да е некој мал чекор кон поголемата цел. Одлично кажано за крај. Јас немам на вистина што да додадам после оваа преубава срочена порака. Уште еднаш честитки за денешниот меѓународен ден на студентите. Благодарам и ќе има повторно можност и прилика да бидете наши гости, па и зошто да не дојдеме и ние кај вас во вашите простори, кои што се наоѓаат на улица Илинденска, така? Така, да. Благодарам, Камелија, поздрав до тебе и до тимот на Младите можат.